Осудениот за настаните од 27 април Јане Ченто заедно со Богдан Илиевски и Борис Дамовски поднесоа кривична пријава до јавното обвинителство против Вилма Русковска, обвинителка која го водеше случајот. Тие информираа дека целта е повторно разгледување на судењето за 27 април, бидејќи ќе достават дополнителни докази кои биле одбиени во претходниот процес и според кои, како што тврдат, биле користени незаконски докази, бил вршен притисок врз сведоци и била донесена одлука врз основа на монтирани постапки. Кои повеќе од 8 години се соочуваат со системска неправда. Денес, официјално, поднесовме кривична пријава против поранешниот јавен обвинител со иницијали ВР и тоа по член 368А попречување на правдата и член 353 злоупотреба на службената повложба и овластување. Доставивме докази до јавното обвинителство поврзани со случајот 27 април, кои сериозно го доведуваат во прашање начинот на кој беше водена истрагата и текот на судскиот процес. Реагираше и поранешната обвинителка Вилма Русковска, која го водеше случајот пред кривичниот суд, истакнувајќи дека Јане Ченто не може повеќе да ја сака оваа земја од неа и додавајќи дека незините родители пролеале крв за оваа земја. Мајка ми беше во бугарски затвор, ние го погребавме татко ми убиен со бугарски куршум, изјави Русковска, додавајќи дека обвинителите се само страна во постапката, додека конечната одлука ја носа судовите во 3 инстанции. За разлика од Јане Ченто, јас се борам со сила на аргументи и докази, а не со насилство. Насилството никогаш не е решение. Одлуката беше потврдена од апелациониот суд и Врховниот суд, што значи дека нема незаконско постапување во ниту еден сегмент. Поред мене, ова е манипулација со јавноста, бидејќи едно од предизборните ветувања на актуелната власт беше ослободување на обвинетите за 27 април. Јане Ченто заедно со уште 15 лица беше осуден на 13 години затвор во 2019 година за делото терористичко загрозување на уставниот поредок во случајот 27 април, поврзан со насилниот упад во собранието. Случајот го судеше судијката Добрила Кацарска, сега судијка во Уставниот суд. Дел од обвинетите добија амнестија согласно законот донесен од собранието на крајот од 2018 година. На седницата на 27 април 2017 ситуацијата ескалираше кога Тала Џафери беше избран за претседател на собранието.